постапката застрани, да ви кажам. Главна вина наоѓам во Совет на обвинители. Позитивно или негативно мислење. Тие оценија 4 кандидати, едниот не го оценија, рекоа не ги исполнува условите, образложение, тоа е Панчевски, што го дадоа не е вистинито. Човекот покажа 12 години, 5 месеци и 20 дена. Потврда судот. Дозволи. И сега, зошто овие денови не се види како е добиена таа потврда, кој ја издал и да видиме председателот на судот, секретарот на судот, административецот или некој на сектор дал лажна. И ја колку знам, не. Потврдата е вистинита. Ајде сега да видиме што е со Совет на обвинители. Дали го знаеме составот на Совет на обвинители, кој све, како е залутан таму, нема да се повторам, вчера бев на еден медиум, нема да ги репкам па така како вчера, ама вака ќе кажам. Наместо да дадат оценка, оценуваме од овие кандидати дека Љупчо, хипотетички ќе зборувам, Ристовски е најдобар кандидат, му го предлагаме на владата. Си ја завршуваат работата, врелиот компир оди во владата. Дадоа 3 десетки и 1 деветка. Луѓе, па ја овие години не знаеви дека толку квалитетни обвинители сме имали ние. И се вака, вчера на еден медиум ги гледам двете господи, сет респект кон нив, има дуел, другите два кандидата ги нема, може би вечерва ќе има. Не, да кажам. Се зборуват и те организација менеджмент, главното само по една реченица кажа човечкиот материјал. Обвинителот го прави личноста, карактерот, хабитусот. И интегритетот дали може да одолее на... Ми го зема зборот, секај. Интегритетот стекнат врз дадената доверба, конзистентноста, што размислува, како зборува, како действува, дали има праведност во неговото прво прогон, па обвинување. Каде бе во кандидатот од СЈО го има тоа? Знаете ли колку бели има направено со малтретирање на кандидати, ве молам? Да, оценки од Советот за обвинители, таму си има и програма доставена, така? Ама вака, програмата не е обавезителна. Ја сега се трудам да дадам мое мислење, а гледам ти сакаш да ме тргнеш на страна, да прекинам? Не, па веќе е дисквалификувана, нели, веќе не е вибира. Не, да го докажам тоа. Па не е дисквалификувана. И сега, вака, не. Премиерот го праша да коментира. Што е тој? Председател на влада на Република Македонија. Кај него ќе дојде? Го дава своето мислење и вика, тоа е мое мислење. Не кажа дека е мислење на владата на Република Македонија. Значи, сите кандидати ќе дојдат таму, ќе се дискутира, тој, бидејќи го праша, и бидејќи на еден вид има он една златна картица, тој е фронтменот, тој е лидерот на владата, го каже своето мислење. Зошто тука одма социјалните мрежи гледат дисквалификација, а тоа е пиарот на СЈО-овците кои се ставени во сите обвинителства и они не спијат ноќе, бидејќи знаат ако дојде друг обвинител, тешко ќе им биде за криминалот што го направија 4,6 милиони евра што одзедува противправно пари. Одбиено беше предметот. Ама чекај, знаеш како е одбиено? Па добро, не двојца страда 3 обвинителя, ова ќе кажем и ексклузива. Двојцата се Мустафа Хайлурахи и Цветановски, третиот не го знаете. Вилма Русковска. Еве, за неја сум кажал свашта за 27 април. Таа, од кога го повела предметот, и кога побарала Завод за ревизија, да направи ревизија, да се види што и како е, ја даваат на дисциплинска. Знаете ли кој е председател на дисциплинска? Коцевски. Од каде бе Коцевски дојде пред јавен обвинител? Така да, овие се системи на Сталин. Овие се НКВД-ски системи, ригидното јавно обвинителство што го прави на Република Македонија. Такви кандидати кои зборат за 21. и 2. век за ИТ технологија во обвинителството. Што да, треба. Ама не зборат, те молам завршувам, не зборат за обвинителот. Од обвинителот, бе, ти треба да имаш страхо почитание, велат старите. Не страв, ама страх
почит. Треба обвинител кој ќе застанеш пред него да се плаши. Кој е бе од сеја да се плаши? Ништо не завршија работа. И сега сакат да бидат јавни обвинители на Република Македонија. Ќе се сложиш дека во сензитивен период на избор, премиерот треба да се воздржи од било какви изјави со имиња, презимиња и насочување на јавно мнение. Топката му е дадена кај него. Зошто го прашуваат новинарите? Ај нека се воздржиш. Нема воздржување у демократијата. Љупчо, ти подобро знаеш демократијата бидејќи ти ја живееш. Не те молам, јас ја анализирам демократијата. Јас сум аутсайдер. Ти си инсайдер. Ако доследно стои на поделба на власта на законодавна, судска и извршна, ако доследно стои на владење на право, ако доследно стои на позиција на независно судство во период сензитивен, тие 30 дена ли кога се објавуваат кандидати, ќе си замолчи тие 30 дена во јавност, нема да спомнува имиња никој од владата, не само премиерот, никој од владата. Зошто го прашуваат? Молам? Новинарите зошто го прашуваат? Еве новинарка овде. Јас сум новинар. Владата е таа што го предлага обвинител, така. Ќе се воздржам да не влијам на постапката. Па знаеш дека најнепопуларен власт да не влијае на постапката. Како нема да влијае кога премиер ќе влијае? Веројатно можеби треба да се смени законот, владата е таа што го именува обвинител. Ќе влијае на постапката, бидејќи ќе одлучува во телото кој тој го менаџира. Тоа е веќе друг моабет. А најнепопуларен одговор е no comment. Тоа го знаеш многу добро од пиарот, неле? Ајде да скратиме оваа дебата, законска е рамката, владата е таа што до сега според законот го именува обвинителот, кој да го избере според опозицијата или според дел од јавноста или според поголемиот дел од јавноста ќе биде дека е политички избор. Ајде да го смениме законот. Зборуваме за промена на закон, друг начин како да се сегментиран и во скала и советот на јавни обвинители. Сакала малку околу политика, околу ЕУ. Колкави се нашите шанси? Еве пред некој ден премиерот имаше информации дека тоа било стана како на неформалните средби таму во Минхен станало збор за тоа дека Македонија заедно со Црна Гора, Албанија во 27 година би станала дел од Европската унија, но без право на глас и вето. Дел од експертите, еден добар дел од нив сметаат дека и ова е едно добро решение, како и да сме таму на масата. Господин Ристовски, како ви изгледа ова? За политичарот. Да, па не за господин Ристовски. Формално, правно, политички, било како, нема официјален службен документ, или барем јас не сум дошол до него, со кој што можеби се скицирани одредени правци за брзо потезно членство на тој и така натаму, под кои критериуми, под кои услови. Да, но веќе подолго време не се зборуваше, за тоа имаше и претходни на неформални контакти, разговори и така натаму. Многу е неблагодарно сега ние да даваме неформални мислења, затоа што не води никаде тоа. Меѓутоа, како една траекторија е добар правец. Па макар и во втора лига, што би се рекол. Добар правец е, не втора лига. Па така го... Внимавајте. Така имаше нели нон-пейпери во изминатите години, дека прва лига, втора лига... Селска лига, еве ја ќе додам. Често пати во Европска комисија, кога ни кажуваа, и во влада кога бевме, цело време говора дека нема такво нешто како полноправно членство. Имате членство во Европска унија. И штом сте член на некоја организација, автоматски сите права по статутот ви припаѓаат и вам. Дали е тоа полно право или неправо, тоа е веќе втора по важност. Едноставно членството си е членство. Јас би сакал да слушнам официјален став на Брисел или официјална изјава на нашава Европска комисија тука, и мислам дека е добро да ја држат транспарентно нели таа позиција и во македонската јавност, да излезат и овде на некое јавно интервју и да кажат што од нивен аспект се најавуваат како процеси. И што од тоа имаме ставено на хартија и колку од тоа е известно или не е известно. И сега внимавајте. Украина веројатно ќе ја форсира. Сега во која форма и каква форма, претпоставувам дека не може да биде во истата форма како со, не знам, Црна Гора, Србија, Македонија, па и Молдавија, ако сакате. Ке мора да има некоја градација, ке мора да има некоја стратификација. Во последно време, исто така, многу неформално се дискутира и ова -2, -1 право и така натаму. И сега тука Македонија мора да одигра мудро. Ако ние неспретно со Преспанскиот договор одигравме, кога во последната минута дозволивме ние автогол, кога имавме 143 месечини држави кои се признава по уставно име,
кога имавме во пат позиција ставено грчката позиција, ние само Имавме пресуда од меѓународен суд. Требавме да играме на факторот време и да притискаме во таа насока. И внимавајте, ќе ги доведевме во вакуум со војната со Русија и Украина 22 година. Ние избрзавме. Ни една година да почекавме, ќе се сменеше геополитиката и геостратегиите во регионот. И тука НАТО ќе беше неминовно за Македонија без никакви услови. Тогаш можеби ќе прифатевме само за меѓународна употреба, немаше да се случи оваа трагедија. За мене е трагедија од највисок вид. Да не смееш после 36 години самостојност, јас јавно да се кажам дека сум македонец од Македонија. Во нито еден службен официјален документ не стоиме ние како македонски народ. Ние стоиме како граѓани на Република Северна Македонија. Јас би сакал, еве го провоцирам премиерот, јавно да излезе утре, независно од било какви последици, да рече Македонија е на македонците. Го има кажано тоа. Тоа го има кажано. Нека го каже. Го има кажано. Нека го каже јавно и експлицитно. Дека во Македонија држава отворена македонскиот народ и ние мора да се вратиме на изворното примордијално решение, она што е узанс во политичките науки. Она што е политичка терминологија, отворете најреномираниот речник на политички изрази Колумбија универзитетот. Се знае што е народ, се знае што е етничка заедница, се знае што се малцински етнички групи. Македонскиот народ е државотворен народ. Македонија е држава на македонскиот народ и од тоа не смееме да бегаме, да се плашиме или така натаму. Понатаму, албанска етничка заедница, турска, ваква, таква и така натаму. Во преамбулата на уставот тие се етнички заедници, луѓе. Тоа е погрешно. Не постои делови од. Не постои во политичката терминологија. Ама така стои во нашата етнички малцински групи. Малцинство. Значи слушајте ме сега. Според Колумбија University имате така е. Два сегмента, едниот е етнос, луѓе, примордијалниот, врвниот е етнос. Етнос, македонски народ, во смисла на етнос. Каде јас и Сотир ке можеме во оваа држава, во било кој официјален документ оваа година можеме да кажеме дека ние сме македонци како етнос, македонски народ како етнос, никаде. И ние, ако не се вратиме на тие основи, око не треба да ни трепне, бети. Ние имаме начин како да изведеме Македонија, не зборам ние, него зборам како држава. И имаме начин ние Македонија да направиме просперитетна држава. Да не робуваме луѓе. Сакам да се ослободи мојот народ од робскиот менталитет. Доста, Гоце Делчев го кажа тоа, браво. Гоце Делчев го има кажано. Тезата за словенство е наметнување на робскиот менталитет на овој народ. Словен е склавус, роб, општествена стратификација. Запамтете, немаме врска ни словенството не е етнос. Словенството е општествена стратификација. Вие сте социјална група според тој момент. Сме биле робови во Словенија и така натаму. Читајте историјата на македонскиот народ од 69-та година. Дело за словенството го пишува Антолјак, хрватски историчар, кој што е експерт за словенството и руска историја. Ние имаме многу заблуди од комунизмот кои што се пренесени денеска и ги живееме. Ние мора да го ослободиме овој народ од робскиот менталитет, да робуваме на тоа дека во Југославија било поубаво, Тито повеќе ни дал, во Европа ќе ни биде поубаво, Брисел ќе ни дал. Мислам дека не е баш така, господин Ристовски. Бети, ние во 90-та, ако не е така, зошто младава генерација не ја обучивме и не ја образовавме да биде храбра и да се бори за својата татковина, да остави бугарски пасоши, да ги остави тие бугарски пасоши, таа измама, да ја остави на страна и едноставно да ги засукаме ракавите и сите да работиме здушно, луѓе. Прашање дали сакаме да работиме, кај нас малце само една реченица. Задача на владата е тука да биде 100 пати ќе кажам и 5 пати ќе се повторам. Подметнато рамо, подадена рака да го крене творечкиот потенцијал на нацијата. А ако не го кренеме творечкиот потенцијал на секој индивидуа, луѓето ќе земаат по линија на помолот од бугарски пасоши, ќе одат надвор, очите ќе им гледаат, наместо да се зафатат, да се бориме тука. Ние имаме 200.000 хектари необработена земја, луѓе. Знаете ли колку бруто домашен производ може да направи таа земја? Зошто немаме 24/7 огласи? Треба да има и вистински мерки за земјоделците, да. И вистински мерки за земјоделците за да се тоа е таа реформа за која што јас говорам. Луѓе, малку треба по-храбро, Сотир, нели? Се сложуваш, треба храброст на луѓе. Да кажам ја некој збор. Луѓе, премиер е на држава, има апсолутна власт.
Ќе поддржиме радикална реформа. Ќе поддржиме да го кренеме творечкиот потенцијал на нацијата. Луѓе, 18 годишни деца што одат на студии или што сакаат да работат, па секи им даде државата. Ама секи им даде државата. Политичарите нема крај Не кажа. субвенција. Не субвенција, ќе им даде се Сепак е политичар, се бори за своите Ако политички поддржува. ставови, апсолутно има Биди право. вака, значи, оно што го боли Лјупчо и што е револтиран, исто сум јас. Ама една разлика да направиме. Вистинскиот референдум направен кога создававме државата, од 77-8 излегнати и 95-6 изјаснати за, ја создадеа Република Македонија, се знае кој е македонскиот народ, кој се малцинствата. Оно и другиот, ај вака на К, нема да кажем, ама роспискиот, шверцуваниот референдум, каде се погази волјата на народот, ни го сменија името, ни го сменија уставот и тој референдум кад-тад ќе се исправи, Лјупчо. Иначе, и јас сум за тоа, ти што го кажуваш? Тоа, толку за тоа. Е сега, за ЕУ. Па, луѓе, а ова ќе ви го каже еден антинатовец и евроскептик. Па ние се приближуваме кон него. Нели ја гледа, ти си многу јак во геополитика и геостратегија. Па не гледаш ли геополитиката и геостратегијата ќе не внесе во ЕУ? Само треба малку трпение. Украина, чекај, дозволи. Украина е за нас добро. Молдавија за нас е добро. Не може да си дозволи Европска Унија да влезат Украина и Молдавија, Македонија да остане, како што велат некој слепо црево. Никако. Меѓу ви, дали ја читаше прошталната изјава или пред таа на Агелер? Таа вака кажа, ама меѓу редови да читаш. Се збори нешто, се дискутира во Брисел, вашите лидери, солидерите од Брисел и него го прават тоа, ама ќе оставам тие да обзнанати кога ќе созрее времето. Тоа е тоа. Видоа, дали ќе е -1, дали ќе е пиење кафи, дали ќе е групно влегување. Ја ви тврдам дека Албанија, Украина, Молдавија, тука ја ставам и Црна Гора, иако имаме погрешна перцепција дека многу напред отишла. Има таму голема проблем со организираниот криминал и со собственоста на земјата, на приморието. Влегуваме заедно, запамтете, Сотир Костов што ви кажува, сега, може би тука треба да прекинам, ама вака ќе дода. Отко ќе влезиме, ова што ти го кажуваш, треба да си го вратиме суверенитетот што ни го зедува, што ни го искашка, интегритетот во смисла на името, знамето и што сакаш. Ние влегуваме во Европска Унија, ја ви го тврдам тоа. Да, но имаме динамиката ќе е регионална. За уставните измени. Прва лига, втора лига. Не, па гледајте, Шенген зона, еврозона, зона на 5 најаки, зона на играчи од втор ред, зона на играчи од трет ред и маргиналци моментално во Европска Унија. Не е битно. Ајде да влеземе, не е битно која лига, внатре е бронхи, лакше се дише. На исто рамниште сме со бугарите и грците, тогаш ќе видат кои се македонците, ама ова во позитива. Ова го кажувам во позитива. Уште едно охрабрување за владата. Нека не се обседнуваат од изјавите на бугарскиот Па мислам не се. Па гледа ја Силјановска. Не. Што им прави? Па не знам, изгледа ја имам некој... Силјановска, да ми простиш, го преспа векот. Треба да излезе и да изреагира на изјавата на Радев. Па нема 2 години. Значи, молам? Па нема 2 години, како го преспа има уште 3 години. Тоа, 5 години кои ќе минат, можеме да кажеме. Сепарира на такви изјави. Не. Значи, сепарира на такви Но, изјави. стоп ги изјавите боцка. на истурените политички личности имаат влијание врз одлуките во Брисел, има влијание секаде. Сега сме во фаза со слушаме. Радев сега не Сега сме во фаза Сотир, молим те. Контра ЕУ пратениците од Бугарија. Сега сме во фаза кога се опипува пулсот. Да. На линијата на помал отпор. Да. Дали Бугарија, дали Македонија. Не. Слушајме меѓународната политика. Нема или. Слушајме. Ќе биде и. Слушајме. Германски филозоф. Слушаме се опипува пулсот. Не. Да видиме кој е поспремен да попушти. Од тука е многу важно. За попуштањето, председателката на државата ќе попушта двете. Да даде јасна, Двете јавна и ќе експлицитна изјава да изопонира сечие мислење кое е спротивно на македонскиот национален интерес денес. Каде бе, јас живеам, па ја го гледам тоа. Дали е Брисел, дали е Вашингтон, дали е Лондон, дали е Софија, дали е Атина. Таа е должна
да го штити македонскиот Луѓе. национален интерес Сотир. Абе, во Не само Генерално собрание, во председателка. Баку, каде не отиде Нема, збореше молите, во тоа? Генерално Зборува за собрание, двојни стандарди, добро, значи, ајде сега. го избегна зборот Македонија милион пати. Значи, јас А на инаугурацијата? на тоа алудирам. Јас сакам таа гордо, како што се кажуваше дека е горда, да го зборува зборот Македонија во Брисел, во Вашингтон, во Лондон, секаде. Тоа го очекувам и од премиерот. Значи, ние нема Па што... го направија, бре, луѓе. Слушаме, нема што Те нема да го робуваме. повтора за да ги иритира. Не, Они а го зошто да го направија иритирам тоа. јас што сум македонец? Не, па чекај сега. Зошто да го иритирам јас што сум Затоа што Македонија? некој го Малку- потпишал договорот и малку затоа што сме знаеш што е направили дипломатија, представа во знаеш што е Скопје. меѓународно односи, знаеш го законот на Сотир, јас посилниот, многу добро немој да знам. го љутиш посилниот. Не, јас тоа многу добро знам. Така. Меѓутоа јас исто така Па затоа знам. ти бројам. И исто така знам дека Да. стаменити нации одат напред. Така е. Дека храбри нации одат напред. Нации што одат постојано по линија на помал отпор. Колку време- Што попуштаат под притисок. Изброи ми колку време На Мицкоски дава меѓународен отпор за фактор. уставот. Ама дај ми се одговор. Колку време не го менува уставот? Колку време? И јас сега Ама зборувам- одговори ми. Ама, Еве ти го отпорот. Еве ти го Не, интересот за национални и државни интереси и мислење за дали ми едината на ја- Македонија. Дали ме сваќаш пораката? Многу добро те сваќам. Пораката е Ја и ти не можеш да луѓе, сватиме. похрабро. Значи јас е порака на охрабрување. Така. Председателката ќе си следи пандан, ден за ден. Внимавајте што прави Вашингтон. Стеј департментот излегува во петок во 12 и ја кажува агендата на председателот до саат и минута наредната недела, наредни 7 дена. Јас сакам да видам, чекај, молим те. Абе, Јас говорот сакам нели да го видам. слушаше на Паневропската унија. Добро, Ја во ред, молам. тоа е негово мислење сега. Значи, јас сакам да видам агенда на мојата председателка наредниве 7 дена. Дека 24/7 гори да биде горда Македонија и да биде горд овој македонски потрудам народ. да ти ја доставам. Мора целосна стратегија. Не сум ја слушнал. Паневропската унија Не слушаше сум ја говорот. оставија Ама Паневропската конкретно. унија. Те молам. Ама те молам, колку земји беа Сотир. присутни. Сотир. Па и абе тоа е медиум. Пази, секој настан Сотир. меѓународен е медиум. Сакам да видам агендата Да. за наредниве 7 дена, 24/7, Корект, се дека повторува, мојата да. председателка гори за мојот народ. Ништо Ви повеќе не благодарам. сакам да Ќе видам. се јавам, ќе барам. Ама не. Ни помина Ја времето доставам. за вечерашната Сотир. емисија. Ви Благодарам. благодарам. Ова е јавна порака. Благодарам, Е, господин Ристовски. сакате да ви Господин- утреја? Добро, намерна јавна Не, па порака на многу јасно, охрабрување. па многу јасно. Похрабро. Па, не Ви гледам благодарам, ништо. морам да одивам емисијата, го Така надмиравме е, времето. Почитувани ви благодарам што бевте вечерва со нас. Пријатно.